Здраво, здраво и добре дојдовте во уште една лекција, учиме германски со Левел. Направив мала пауза, бидејќи сепак не е лесно да се подготват вакви лекции во кои што ќе опфатите одреден тип на зборови или поврзани зборови со одредена тема. Во оваа лекција наша тема е die Stadt или град. In der Stadt, во град. Das ist meine Stadt. Ова е мојот град. Или meine Stadt ist sehr groß. Мојот град е многу голем. Groß е голем, а klein мал. Meine Stadt ist klein. Мојот град е мал. Следуваат зборови поврзани со град. Das Haus. Куќа. Ich gehe nach Hause. Јас одам на кај дома. Die Wohnung. Stan. Die Schule. Училиште. Ich gehe in die Schule. Јас одам на училиште. Der Park. Ich gehe in den Park. Јас одам во парк. Der Platz. Плоштад. Der Parkplatz. Поврзано ни со плац, место. Значи паркинг простор или паркинг место. И имаме и das Parkhaus. Парк, куќа или зграда за паркирање, објект за паркирање, Parkhaus. Der Supermarkt, супермаркет. Die Bank, банка. Das Krankenhaus, болница. Die Kirche, црква. Die Post, пошта. Das Hotel, хотел. Die Apotheke, апотека, и на апотеките можете да видите ознака за апотека, црвена буква А. Продавница може да биде das Geschäft или der Laden. Продавница. Улица е сигурно веќе вам добро позната, die Straße, улица, или die Autobahn, автопат. На улица често имаме die Ampel, семафор. Крстнустица е die Kreuzung. Пешачки премин, der Zebrastreifen, пешачки премин. Сигурно често ќе ви притреба и да отидете до железничка станица, der Bahnhof, железничка станица, а voz, der Zug, voz. Аеродром е der Flughafen. Авион, das Flugzeug. Die Bushaltestelle, автобуска постројка. Штеле е место. А автобус е der Bus. Исто така како втор збор штеле го има и бензинска пумпа, die Tankstelle. Се разбира членот секогаш оди од вториот или последниот збор. Die Tankstelle, бензинска пумпа. Die Stelle рековме место и меѓутоа место може да се каже и како der Ort, место. Die Polizei, полициска станица. Die Bäckerei, пекара. Die Metzgerei, месарница. Der Kindergarten, градинка. Мислам дека овие зборови се доволни во оваа кратка лекција поврзана со градот и оние објекти или зборови што се поврзани со град. Ви благодарам што ги следите лекциите на нашиот YouTube канал Level Center, а доколку сте заинтересирани за онлайн изучување на германскиот јазик, контактирајте не преку линкот кој што се наоѓа во описот на оваа видео. Ставете лайк на оваа видео доколку ви се допадна и subscribe на нашиот канал. Ви посакувам се најдобро. Чус! Вршиме онлайн обука за деца и возрастни. Level Едукативен центар.